да си метне и в наши страни да си прелетне на наши места. Да си метнам и в наши страни да си прелетнам, каде срцето светло умревијат, каде небото звезди посветят. Дайте ми крилја, ја да си метнам и в наши страни да си прелетнам на наши места. Ја да си дам да видам открит струга, да видам открит струга, да видам дали сонце и тамо угревен мрачно, како и вамо, угревен мрачно, како и вамо. Тамо зората греи душа и сонце светло зајде в гората. Тамо дарбите природна сила со сета раскош и растурила. Поле погледнеш или планина, сегде Божева е хубавина. Тамо по срце вкавал да свирам, сонце да зајде и ја да умирам. Сонце да зајде, ја да умирам. Сонце да зајде, ја да умирам. Сонце да зајде, ја да умирам. Голапче, мало убаво, голапче златокрилесто, кога ти дојде при мене и кога в часот побегна? Уште ја глас ти не слушнав, уште те арно не видов. Да ми се мило наљути, да ми се добро насрди, заш не ти хубаво спофали, заш не ти крилја помазни. Ела ми, мило, ела ми сега при мене. Ја ќе ти хубаво спофалам, ја ќе ти крилја помазнам, ја ќе те тебе назова, се со дробна го бисера. Ја ќе те чува секога, мое ми мило, пазува. Зашто ја да љуба? Зашто себе си да губа? Окуп, ярка младост,
гледат, пламен дат. Домаки души глад. Зашто? Зашто ја да љуба? Зашто себе си да губа? Јарка младост, јарко грејт. Свеќе не велејт. Барам сенка да соладвам, исто сенка жарој патвам. Зашто? Зашто ја да љуба? Зашто себе си да губа? Младост на срцето ми вечит, без надежда свечит. Ела младост усили се, во мене угасли се. Бисеро, што носиш? Бисер на грло. Твоето грло хубаво и од ровна го бисера 1000 проти победо. Бисеро, моме бисеро, зошто со бисер покриваш твоето грло хубаво? Ја неќу бисер да баца, тук сака твоето грло. Бисеро, моме бисеро, за кого нишиш бисеро? За кого готвиш дарој? Ја дарој, бисер не сака, тук сака мома бисер. Сега се други времења. Ја сега неќу да тачам. Ни сака игри другарски. Сега што ми е најмило, дружба димам шубетка. Главна сенка даба, пред мене поле широко. Подмозе рече да тече. Надгла ветер да шуми. А ја, дабо навален, да свира со шупетката как ќе научи срцево. Кога ќе дојде при мене, кога ќе седни до мене, така си велев катаде. Ја, кога дојде у мене, как ќе излеза пред неа, да не би дошла никогаш. Кој клевети прајната Божја, да му капни јазик до грчвани. Се да зборви, ништо да не кажби. Сите луѓе него да слушаат и пак сите да го одбегват. Сам да остани како лајца и да кукат на камења голи. А што сте се уплашиле така, чеда мој? Животот е само една шепа крв и ништо повеќе. Зарем од тоа да се уплашам? Мене ме водат во сигурна смрт, но после мене останувате вие, народот. Јас го посејав семето, а вие бидете живи да го ожнеете неговиот плод. Ова биле последните зборови на Димитрија Миладинов, мојот прадедо, кој ги изговорил пред многу бројниот насобран народ во Охрид, кога турскиот аскер го префрлал од Охридските во Битолските замдани, а потоа од Битолските во Цариградските, каде што заедно со неговиот брат Константин ги губат физички животите. Нивните животи физички завршиле, но духовно се уште се поврзани и живеат со поколенијата. Тоа сведочи и денешнава манифестација. Почитувани присутни, оваа година се навршуваат 195 години од раѓањето на Константин Миладинов и 215 години од раѓањето на Димитрија Миладинов. Денеска не ни е целта да зборуваме за нивниот животен пат, но одбележувајќи ги овие датуми, сакам само да се подсетиме на нивните заложби за остварување на нивното македонско национално преродбенство, со кое поставиле темели за идните поколенија. ја предочуваат опасноста од елинизација на македонскиот народ
која преку црквата, училиштата ја спроведувало грчкото свештенство. Така почнале да се борат за поставување свештеници во црквите кои ќе вршат црковна богослужба на свој мајчин македонски црковен славјански јазик. Отварале во повеќе градови и училишта низ Македонија и така останале борци за воведување на мајчиниот македонски јазик и во истото постанале и први учители на мајчин јазик. Вршеле преводи на мајчин македонски јазик на црковни молитви, псалми, песни, пеења и слично. Собирале и презентирале пред културната европска јавност на македонското и духовно богатство. За таа цел собираат македонски народни песни, умотворби, верувања, обичаи, гатанки, преданија и слично. Собираат стари книги, ракописи и сведоштва и соработуваат со познати институции и личности на тој план, а кои се потврдени научни и културни дејци во други земји и народи. Постануваат и основоположници на македонската журналистика и лексикографија, како и првенци во вршење превод од странски јазици. Со објавениот дел на нивниот македонско-хрватски речник стануваат и основоположници на македонската лексикографија. Константин станува прв лиричар поет, македонски, основоположник на македонската уметничка поезија. Наум Миладин, нивниот брат, бил прв музиколог на тие простори, кој отворил музичко училиште во Струга, од кое излегле познати ученици како Ѓорѓе Икономов, Калис Царцографски и многу други. Истиот тој Наум Миладин го напишал првиот учебник по нотно црковно источно пеење. Почитувани присутни, по истиот повод, годишнината од раѓањето на браќата Миладиновци, од страна на потомците на Миладиновци, се формира фондација браќа Миладиновци и Миладиновско слово. Се распиша конкурс за напишана поетска творба, тематски поврзана со делото на Миладиновци, како залог за идните генерации. Конкурсот траеше 1 месец, а се однесуваше за целата територија на нашава Македонија. Вакво нешто за прв пат се случува кај нас, а може би нема да биде последен ако институциите си ја преземат должност. Почитувани присутни, добар ден. Добре дојдовте на ова свечена манифестација, на овој голем ден посветен на нашите браќа Миладиновци, кои ден денес тие се сведоштво за нашиот македонски идентитет. При фондацијата денес благодарение на нашиот Христе Миладин. Токму затоа се собравме овде за да го продолжиме нивниот пат, да ја оживееме нивната дејност и нивното слово кое осветли патеката на македонскиот идентитет, на македонската просвета и култура. Токму сите ние треба да бидеме благодарни, а исто така браќа Миладиновци да бидат инспирација за новите и идните генерации, кои од денес ќе ја носат светлината на словото и делото на браќа Миладиновци. Сега ќе ги доделиме наградите на овогодинешната манифестација, кои што ние заедно со Ристе Миладин, со Климентина ги одбравме за учество на ова манифестација. Токму така, наградата за учество на Фондацијата Миладиновско слово за најуспешна поетска творба од млад поет се доделува на Мила Бојчевска. Честитки, Мила. Наградата ќе додели правникот Петар Миладинов.
Наградата за учество на Фондацијата Миладиновско слово за најуспешна поетска творба од циклусот Македонски поети се доделува на Мирко Томовски. Наградата ќе ја додели правникот Кристијан Миладинов. Повеќе од 30 години сум во ова област, сум настапувал не знам колку пати, ама овој пат на вистина сум возбуден пред двајцата великани на македонската литература и истовремено сакам да им се заблагодарам на организаторите и жири комисијата, што ево денес имам чест да ја добием оваа награда. Им благодарам. Посакувам успех и следната година и следните години без број. Наградата за учество на Фондацијата за најуспешна поетска творба од циклусот Странски поети, а воедно и најуспешна поетска творба на манифестацијата се доделува на Дамир Марас. Наградата ќе ја додели правникот Константин Миладинов, а ќе ја прими во име од поетот Димче Житинкаровски. Добар ден за сите. Јас во името на Дамир Марас сакам прво да ве поздравам и во негово име да се извинам заради неговото оправдано присуство. До завчера човекот беше убеден и сврстот беше убедени дека ќе дојде, меѓутоа од оправдани фамилиарни причини денеска не е присутен тука. Во секој случај ве поздравува и ви благодари во името во негово име за наградата. На награда за долгогодишно научно-истражувачко и публицистичко ангажирање и дејност за животот и делото на браќа Миладиновци се доделува специјално признание Миладиновско слово на Петар Абрамовски. Наградата ќе ја додели правникот Димитар Миладинов. Сега да ги слушнеме песните од наградените поети, почнувајќи по редослед од млади поети, па се до специјалното признание до Петар Абрамовски. Мила прва настапува. Во темнината од робството се појавија како два факела да ја осветлат душата народна со зборот Сопран од усмите на векот. Нивниот зборник стана храм, каде секоја песна е камбана, во која звонат жетварки, буслари и мајки со погледи од солза. Кој ги роди тие искри од пепелта на небото, кој ги испрати да ја бранат татковината со меч од мастило, со штит од песна. Константин ја преточи болката во тага за југ, рана што никогаш не заздравува. Плач на изгнани што како река го бара своето море. Жетна птица што го бара небото во кое е родена. Жар на оган што не може да се угаси ни во најстудена ноќ. Слабата восочна свеќа не ја намалуваше нивната среќа, додека со светол и искрен жар го подготвуваа за нас најголемиот дар. Димитрија со братска рака ги плете песните во венец од вечност, за да не умре јазикот, за да не исчезне духот.
и да остане народот како корен што се протега кон бескрајот. Тие беа патокази во маглата, сенки од светлина. Нивната мисла беше мост меѓу минатото и денината. Нивниот збор извор што не пресушува. Нивната тишина гром што одвекнува од свет. Во секој нивни стих одзвонува копнеш за слобода. Во секој нивно дело се раѓа филозофија на постоењето. И денес, кога ја слушаме тъга за југ, ја слушаме татковината како шепоти. Не сум изгубена, побарајте ме во вашето срце. И сега, кога минувам низ страниците на времето, слушам гласови, како да велите, не заборавајте, песната е живот, а зборот е слобода. Два сонца засветија през истиот свод, нивниот збор е вечен, народен род. На Босфорот, на Миладиновци, каде да ги сместам одаите? На Босфорското синило, таму ли на стрмните стени ажда и кај пиштат? На мајка рожбата, таму ли? Или неспокој да зграбчам, неспокој како ревматски костовол и среде синило да липам залутан и заслепени молни, и ете некаде среде врисок, молку ќе не зграбчат и над отсечени глави учтиво ќе се поклонат. Тие, што луѓе беа, ако беа на Босфорот, на Миладиновци, каде да ги сместам одаите? На Босфорското синило, таму ли на стрмните стени ажда и кај пиштат? На мајка рожбата, таму ли? Или неспокој да зграбчам, неспокој како ревматски костовол и среде синило да липам залутан и заслепени молни, и ете некаде среде врисок, молку ќе не зграбчат и над отсечени глави учтиво ќе се поклонат. Тие, што луѓе беа, ако беа, раат не спознавне милениуми, и коските ни ги фрлаат леликом на слонови гробишта, каде армасани го чекаме нашиот спокој. Доколува и птиците на југ, и летото се испржи од смртта. Неми биографии клукаат по гробовите, оставени како проколнецеци, овцос пертечат грубечи, цареви на залидани коњи и тајци низ девените води на Босфорот. Цариградски тамница, ломишим кело, ал дух не покорише. Светлост душе не угасише. Njegov sam nastavlja živjeti u svakoj riječi koju su im htjeli ugušiti. Kao jasan odjek grešnog Rima, rađuju se svakom zorom, njihove reči odjekuju dolinom, a stihovi njihovih pjesama danas su glas slobode, upisan u srca koje čuvaju vječno. Na sinjor breg na Ohridskog jezera, kada crn Drim je deli struga na dva dela, se rodija majstori na pervotoru. Со зборови го откара сонот на народот, ја будеа жртва за слобода. Димитар и Константин сеја зборови како златни зрна и веја како ветришта на надежта, да никнат во плодна почна во срцата на својот народ. Во мракот на цариградските зандани ги кршија, но духот не им го скршија. Светлината на душата не ја згасна. Нивниот сон продолжи да живее во секој збор што сакаа да им угасат. Како ехо гласно на вечниот Рим, тие се раѓаат со секој разденување. Нивните зборови низ долината одекнуваат, а стиховите од нивните песни денес е глас на слободата, запишан во срцата, што никогаш нема да замолчи. Благодарам. Сега ќе преминеме во вториот дел да
ги слушнеме сите учесници што се застапени во книгата. Стефанија Бакулевска. Мирисна вода и стихови стари, во струга низ реката течат, таму езерата поезија пишува. И приказни за творците раскажува. Таму две деца израснале, двајца браќа, покрај секоја улица песни расеаја. Таа за југот во Миладиновци со години тлеела, над книгата душата поетска бдеела. Песни од прадеда, како наследство браќата оставиле. Децата тие како бисери од езерото ги образувале и во многу градови учествувале. Константин тргата во Москва ја оставил, преку поезијата мрачноста ја испеа. И кој би искал да живее таму, каде сонце нема, каде ветерот везлен вее, ни песна убава таму не може да се пее. И како камен во градите да имал, во мрачна земја тој загинал. Последна желба оставил да умре додека сонцето заоѓа. Крај бистрото езеро бело. Благодарам. Елица Глигоровска. На Константин Миладинов. Ето, Дорезерски бранче потеше тивко, некогаш низ касни за животот клеп. Во куќата стара потраена веќе, уште едно дете дојде на свет. Константин, така му дадоа име, на детето имниот борец. Растеше тоа во робство мрачно, на слободата стана творец. Замина во суровата Москва, центар на словенска ука, и кога зимата руска му крадеше живот, пишуваше: брате, мачно е тука, и побрза дома тој да се врати, но тугинец хлеб му препрече пат, во замдана темна Цариградска, заедно умре со својот брат. Го нема веќе храбриот борец, сега е друго време, но тој во нас живее, знајте, го жнееме ние неговото семе. Давид Долгоски. Добар ден, почитувани. Јас се викам Давид Долгоски, учам во основното општинско училиште Кочурацин. Мојот ментор е Благој Джеристевски и сум седмо одделение. Прво сакам да ви се заблагодарам за тоа што ми дадовте можност да учествувам на овој конкурс и што ја избравте мојата песна да биде испечатена во зборникот. Сеќавање. Се сеќавам и денес на тагата за југ, оти немам јас роден крај друг. На плодни полиња и планини, на цветни ливади и зелени падини, на хоризонтот на дезерската шир, на моето тло, мојот душевен мир. Се сеќавам и на бисера, лична мома македонка, од Охридски бисер поубава, убава недопрена, нецелувана. Бисера голапчев пазува, што со бели крилја ме милува. Се сеќавам и на тебе, брате, и на твојата подадена рака, за да го стоплиш ова студенило и да го избркаш ова сивило, па да го запреш за миг времето и да ме вратиш дома, во земјата на сонцето. Таму езерото небото го бакнува и месечината во вечерите во Вардар се огледува.
Таму и шара на стадата им се поклонува, а сонцето го зората Охрид го позлатува. Таму копнеам со песна да умирам, таму и по смртта на југот ке се сеќавам. Амит Бичај. Спомени за браќата Миладиновци. Тъга ме гуши, кога земја и народ болно тагува. Слънце не гре нежно, а небо густо се замаглува. Во векот мрачен, кога солзите тече како дожд од тивко паѓа, народот тешко страдаше, чекајќи ја надежта повторно да се раѓа. Без училиште, без книга, без светлина ни за писмено слово, народот измачен плачеше, слънце без зора, срце без надеж ново. Но во таа темнина блесна двајца браќа, како два огнени метеора во мракот, кој тргна од струга, носејќи со себе пламен за да прекине страдањето и плакот. Димитар, мудар учител, со збор што лечи како лековита билка, а Константин, младо срце, со песна што грее како пролетна слика. Собирале зборови и поуки од народните усми стари и ги преточиле во стихови, вредни повеќе од илјадници пари. А од нивната рака изникна една збирка, како посебен свет во градина отружи. Збирка која будеше заспани души и низ векот вечно на сите ќе им служи. Тага за југ пак одекна како крик од душа за татковината жедна. Рекле, слушај таа песна длабока и силна, што ја осветлива душата бедна. Но во 1861-та, таа проклета и пуста година, како бранови што се скршуваат острастено на карпи, несрекна клетва, жално браќата Миладиновци ги фати. Заробени во Цариград, за темни затворски врати, како птица затворена во кафез, без небо што пати. И така, падна браќата, како свеки изгаснати во ветровите и безгласна ноќ. Но нивниот пламен остана во срцата на народот како вечна и непобедлива моќ. Константине, секоја песна што ја собра и напиша, светилка стана во мракот густ, а секој збор од устните стари, како бисер блескаше во народниот дух. Димитаре, со твојата мудрост, учител на сите природбеници светли, го разбори огнот на знаењето, како е зрак сончев, што мрачниот век го осветли. Од Струга до Солун, од Охрид до Прилеп, нивниот глас насекаде се слуша, како ехо што патува низ планини, низ долини и низ секоја поробена душа. И така, рака до рака ја носеа мудроста и светлината, оставајќи во векот печат за љубов и сознание со вистината. И денес Македонија ги споменува со солзи и гордост вечна, и нивното име свети како блескава звезда над земја бесконечна. Нека ве слави секој дом, секоја училница, секоја песна што се пее, зашто вие сте почеток на светлината, што низ векови се уште се сее. О, браќа Миладиновци, семка природбена и глас на иднината, вашиот спомен е патока светол низ вековите и темнината. Стефанија Ѓутеска. Уште чука срцето на Миладиновци. Срце не мирува, дури и кога стрелките од часовникот покажуваат кон небото во краткотраен спој. Пограбнав перото, сладкиот меч во борба, и пишував на листот во војната ми штитот. За оние чие срце пулсира, се слуша и денес, покрај дривот ако застанеш. Шумолите ќе да однесат далеку, ќе ти ја раскажуваат нивната приказна. За оние кои со себе тагата за југот ја носат,
ја преточиле во песна што доста тежи на срце. Зборникот го вековечиле, јазичен спомен изградиле, оние што маки и јадови претрпеле против неправдата борците. А ние во песните ги опеваме и затоа да не оставаме во тивката ноќ обобучава да напомислите да заботат тие красни стихови за делото на Миладиновци. Ива Шајновска. Огромна чест е да сум тука денеска и огромна чест ми е што имав шанса да напишам неколку зборови за преродбеници. Од и без нив овој народ ќе беше нем. Зборови, мисли, делна и стрмни патишта. Струшки браќа, струшки бисери. Со стихови народ огромен прегрна. Со просвета го помилуваа. Мир донесоја, слава понесоја. Да можам, да летнам и да прелетнам. Низ тој век далечен, век на браќата преродбеници. Век кој има само почеток и сосем бескрајна вечност. Да чујам зборој нивни со мојве раскрварени уши. Да видам ликој нивни со мојве наросени очи. Да чувствувам духот нивни со мојава душа растреперена. Тога за нив светот носи, тога што рано замина. Оставија просвета, оставија светлина, оставија надеж за народот поробен, оставија потомок, животното дело да им го понесе. И кога зборот нивни се чита, се чувствува, се рецитира и слуша, црн дрим побрзо тече. Езерото со страст се бранува, планини се поместуваат, птиците крилата ги протресуваат, почвата мила трепери. Слава ви вечна браќа, плодот што во народот го вродивте. Маја Ристовска. Темнина, мрак, молк, само срцето на народот титко чукаше, а тој народ заборавен и без глас. Шепотеше песни кои ветерот ги крадеше. Луѓето дишеа, но како да не постоеа, одделени, замолчени, заборавени. Како светлина среде мракот се појавија тие, браќата Константин и Димитрија. Тие го слушнаа повикот на тишината. Беа две души со срца разбудени. Гласот што долго молчеше, преку нив повторно прозборе. Одеа по села, минуваа градови, слушнаа зборови на мајки, баби и старци, песни што плачат додека крварат, недоречени приказни од народот неуморен. Собираа зборови како свети реликвии, секој стих искра за вечноста. Не пишуваа само со мастило, пишуваа со љубов, болка и вера. Зборникот не беше само хартија, тоа беше дом на заборавените зборови. Им дадоа иднина, име, светлина, песна што вечно ќе живее низ времињата. Учителот Димитар со зборот Мил остави трага што ќе живее низ генерации. Но неговата светлина не го поштеди од мракот. Трагична смрт го прегрна в затвор. Во тугина студена, далеку од домот, затвор ги проголта, синџири ги прегрнаа. Но нивниот оган продолжи да тлее. Песната нивна одекнуваше како ехо. Константин ја напиша последната песна, тага за југ, вечна и болна. Шепот на душата, жедна за домот, за езерото, за нашата струга. Најубавата и најтажна поема, ден денес неизлечлива рана. Тагата не ги избегна браќата, но зборот им остана вечен пламен.
И денес, низ вековите што минуваат, нивниот глас не е само историја, тоа е повик што во нас одекнува, да бидеме чувари на македонскиот јазик, да го чуваме домот и коренот, да ја негуваме нашата татковина, да бидеме светлина, како што беа тие, две срца што пееа додека болеа. Верица Муковска. Мојата песна посветена на браќа Миладиновци, за кои што секако е малку да се пишува и секој збор, секој слово вреди многу. Миладинова престолнина. Стружат стихови во темни дени ноќи. Се собрале, набрале кај града Струга, самовилски песни запеале. Ветрот сигра со моите сетила, кај што езерски преливи отсјајуваат бои. Димитрија и Константин ве повикуваат: елајте, прелетајте со орелски крилја, тивко застишете песни своји, нека приказните Миладиновци секој од вас ги крои. Свеќата е зракот на судбината, велат. Помнеа вистини световни, се леат утрина, бајраци се плетеле, квечерина, од искони, крај студени кладенци, љубовни азбуки се вееле, се везеле, жетварки, в поле пеат струшките моми на ергени, крај кладенците им се смеат. Стрели од дожд капат спомени, призрак заживеан од бранот, од чепотот, од езерото, од солзата во сонот. Димитрија и Константин ни го слушаат тонот, повикуваат моми и момци нашински: елајте, прелетајте книга да погледате, жилба да збогувате, да вкрстите песни самовилски, црковни, јуначки, ајдуцки, жаловни, љубовни, од срце да се чуе омилената татковина Миладинова престолнина, вечна и величествена, Струга, единствена. Благодарам. Деспина Длајчевска. Спомени за браќата Миладиновци. Подпазувите на јабланица, каде месечината се огледува во езерото, а сонцето сјае и ги осветлува со кристали брановите езерски. Родени се Димитар и Константин Миладинови, во струшко семејство на грнчари, честа и нивното собствено јас. Доследни на кирилското слово, оддани на чистотата на словенизмот и желбата за македонски збор. Тие творат и ја пренесуваат со запишување мислата на својот народ. Поговорки, песни, обичаи, игри, приказна собрана во зборник, вечна како водите на Дримот што го бранат градот од заборав, ја чуваат сршта на јазичното постоење. Идеалот ги чини живот, јазикот судбина, делото вредност народна. Секој залез е тага за југ, секој шум на ветрот вистина, пресликана во платното на езерските бои, останати во душата на Константин, облагородени со љубов во душата на служаницот. Васка Радовиќ. Браќата Миладиновци символ и гордост на Струга. Во Струга родени, каде Дримот шепоти.
два ангели во век на темнина. Брат до брат, со перо и песна, пеја правда за народот македонски. Димитар и Константин, срца пламени. Во зборек нивен народот пее, од секоја песна слобода ечи, народните песни нивна молитва. Димитар мудра. Константин жив глас, не згасна, никога молко цареше, во секој нивен збор се раѓаше спас, и кога робството сокови параше. Светелници се тие сред векови темни, од робство до светлина, поет мост гради и денес. Кога струга поезија слави, тага за југ се пее на мостот, што народи врзива. Ве благодарам. Елизавета Трајчевска-Ѓоршевска. Делата вечно ги зборат. Двајца браќа од иста мајка задоени, со кирилицата од Кирил и Методи описменети. Константин песна си распло посла на бела ливада со црно семе. Браќата семето ни светот го расврлија, светот со мисла да го ожнејат. Добар плод ни земјата да никне, младите очи да опулат, оти при очи слепи да не видат. Слепи на дуњава да не останат, песни, приказни, гаданки, обичаи ни зачуваа. Од заборав ги оттргнаја, Бог да ги благослови, Христа и Султана, што во струга звезди посеја. Димитрија, Митре и братот Константин, народот свој, македонска Библија, зборник му дарија. Благодарам. На браќата Миладиновци. При свој леп вие камења јадете. При своја вода, Миладиновци, отрв пиете. При своји риби змии ви сервираа, при цвеќа мирисни со трњеве китеја, Миладиновци. При името Ковинско, македонско, тие име ви сменија. Тоа туѓ народ име ви ставија и на книга го запишаа име не македонско, име душманско, Миладиновци. И зборот ваш пробаја да го одмакедончат. Од петни живи зглоба им течеше, само и само на друг народ да ве приклонат, народ нов, неисконски, Миладиновци. И во темна одеја ве ставија, само и само да ве откорнат, ни сонце да видите, ни браној езерски да слушните, а уште помалку жувор дримски и ладни води светинаумски, со уши и нозе да осетите, Миладиновци. Но вие, Миладиновци, на поколенија ваши исконски, поколенија македонски, дримски води, светинаумски оставивте, нозе да си раздадат, со уши песни да слушаат милозвучни, милозвучни, македонски, што вие ги запишавте во амането ставивте, од колено на колено тие да се пеат и никогаш да не се надпеат. Нит налани да ги надтропаат, нит зубли тапани, Миладиновци. Димче Шибикаровски. Пред да прочитам песната што имам напишана за браќата Миладиновци, сакам да кажам збор два и за председателот на фондацијата браќа Миладинови.
Навистина е чест и задоволство да го има човек за пријател Ристе Миладин. Не само како пријател, туку како еден од основопожелниците на Струга, познатиот наш драматург, кој што денес навистина направи еден голем исчекор и денеска збогати македонската ризница, благодарение на сите овие автори кои што се овде присутни, со прилика уште 80 песни посветени на Миладиновци. Тоа се нови тапи за македонската поетска ризница за ливното дело. Истини, ти благодарам од срце за навистина ова што го направи денес за вас. Во сенката на Миладиновци дојди во Струга, како низ рајска прошетка, дојди да видиш како дримот шепоти, зборови заборавени. Тука пострушкава калдарма, камчиња под нозеве не се обични. Од нив и денес се слушаат гласовите на браќата Миладиновци. Од чаршијава до езерово, секој ќош зборува, секој ѕид носи стих за нивните души. Од сенката на врвите, нивниот здив се чувствува. На секоја трпеза Миладиновскиот збор не згаснува. Накратко, замижи, ќе го видиш Димитар во паркот на поезијата, со книга во рака. Тивко минува по сокациве. Се уште собира зборови што народот ги шепоти, да не се изгубат, да не се заборават. Таму на мостот на поезијата, со Константин, со трга за југ, со сол за воко, со опева и болката и копнежот. Во секој стих ја всадил љубота за родната почва. Не со меч, туку со вера и жар, со перо во рака, темел градеа, од збор до збор, нашата македонска ризница ја темелеа. Дојди да ги слушнеме гласовите во песните што се пејат низ Струшките дворови. Дојди во паркот да запалиме свеќа, да им заблагодариме за нашето слово македонско. Дојди во Струга да го чуеш Миладиновскиот збор во секој жубор на дримот, во секој агол од градот, во секој стих, во секој здив, нивниот дух Тивко, но вечно живе. Благодарам. Миладин Угренович. Прво една голема благодарност, што рече Димче Шпикаровски превеска, господин Ристе Миладинов, правнику на Миладиновци. Благодарам на Верче Буковска, на Фризиваше, не знам, а на сите што се вклучили во овај толкова. Ај сега да направи. А сешчани, поштрушки, секавање. Крајдримска молитва глаголом за вас и ликовите низ прозирот ви ги гледам. Во зборникот Душата македонска и тега за југ, ко прозирен шепот ја љубат Струга. Мудро писание животот ви беше. И денес Босфор, и цвеќина го личат, и од бардиња струшки, потурени со вода, од вилаетот, послание за вас. Дури од Струга. Животите ги поставивте за родот свој, за јазикот и верата и словото македонско. Гробовите запретани в туѓина ви траат, а душите ви лебдеат и денес на Струга. И денес што минам ни сокако баш избрини куќи, шепоти да спомнува вас. Елизавета Тодоровска. Веќе
вечност во песните. Таму каде езерото слобода на реката и дава да потече, да раскаже за векови времиња темни, излези мајко султано, гости ти дошле, само синовите не се дојдени, зборови убави во песни испратија, и нека ечат под римот на сите јазици, едните товар тага, другите два товари љубов, една за тебе, мајко, друга за родина. Солза во око, бисер за ќердан на бисера, султано, мајко, почуј, рибите молчат, ама ги разбираат јазиците, тага за југ, и види, езеро се белеит, и сонце светнало, мрак избркало, изборник свети во песните од предците далечните, каде е лавот, таму се хиените со остатоци да се гостат, колку поблабоко коски вадат, толку вистината видели на гледа. Ова е света земја, каде еле и пламенче чува, и вино во Господов град. Охридска школа за лука, ревност и наука. Кирилица јасно кажува кои сте браќа во зандани душа испуштивте, во струга пак долетавте, за вечно да останете. А вие души мили од сите четири страни, соберете се, таму да сме, токму да сме желба за природна убавина нека ве врати. Езерото и реката чекаат, кавал уште свири и сонце топло грее. Купете бисерца грло на љубена, расширете љубов за родина, па да дуне топло ветре да исплашиме канети, да стопи мразови и виулици, струшки весна риза невестинска, чостек да се заврти, оро да се поведе, песна да пеят планините, езеро земја да милува, дрим да се разлева, радост за очи и солза бисер да се стори. Сакам само да испратам денес еден убав поздрав до сите млади овде автори. Радосна сум, зашто видов колку се љуби македонскиот јазик со срце и душа. Продолжете, зашто од оваа манифестација овие зборови ќе останат запишани во времето и ќе продолжи нашата македонска, продолжете ја да ја збогатувате нашата македонска ризница. Марија Трајковска Тоника. Маја, се извинувам. Благодарам на сите присутни. Огромна е честа денеска да се биде овде и да се биде дел од овој зборник на браќата Миладиновци, кои се трага во времето. Аманет на пламенот што згаснува. Додека во мугрите денот изгреваше, тогаш од устните ваши зборот се раѓаше. И речта ваша светителска, прозрачна, ги милува зборовите, како новороденче на бојка воска мајкина. Вие светлина сте, слово дедовско, пламен во тишина, аманет за иднина. А каменот е тежок, онаму каде што му е местото. Вашата мудрост се расчуди до султанот, вашата борба е културна, образовна, зашто луѓето се слепи кога очите белина ќе гледаат, а вие шарени тефтери испишавте, белек во времето оставивте, жедни бевте за сонцето, коските да ми ги огрее. Овде долу јушно
каде дримот извира под коренот на галичица, како бујна вода што се пени тука на мостот во Струга. Овде долу виното ја собира крвта ваша упојна, на гради се разбива бајракот на речта македонска. Од вашите страници народот зборува, во нив се зачувани коренот на духот. Од вашите песни сеајот се раѓа, од жртвата ваша светлина блиска. Татковци на зборот во вирот вечен, патоказ светлина за секој што љуби. Народот ви пее со глас и со тишина, ви пали свеќи низ вековите долги. Секој стих што се роди, носи вашиот аманет во срцето. Во секој збор што македонскиот народ го шепоти, живее вашата смелост, вашата љубов. Секоја песна што се учи од децата млади, ќе продолжува патот вечен и свет, нека одекне ни сите времиња, името свето Младиновци. Нека пламенот на словото никогаш не згасне, нека во секое срце се почувствува вашата слава и додека сонцето над Македонија се крева, вашата реч нека не заоѓа. Тука, како реката, нека тече, да биде водилка на сите што љубат, да биде светлина, трајна и вечна. Благодарам. Мирослава Бадареска. Добар ден, да ве поздравам сите и да ви кажам на оние што не знаат, моето уметничко име, сите мои 40 книги се објавени под Викторија Македонска. Ви благодарам. Чувликање на зборот. Излетај од мојот ум слободно, да чуруликаш низ етерот, безсмртна мисло моја. Нека не те плаши ниту завивање на крволачни прокови, ниту штурата и темница изгубена во црната ноќ, ниту распалавениот ветер што ни стаклени процепи ми е подјадил радоста. Летај, летај, моја мисло лекокрила, заробија бојата на божилакот да се преслика да се пресликаат контурите во зениците на безнадежните. Земи го меточот на боговите, пресечи го јадот што ровари низ пилите на дамарите, ослободи ја на сметката, за да ја сотре човеком омразата. Треба да веруваш, да знаеш, оти секогаш постои трошка надеж помеѓу разминувањето на времето кое нема реприза. Излези од занданата на умот, ти ја дарувам слободата и стеблото на вербата процвета, по чии корења се милуваат две голи тела во замес, во сличките оган распламсуваат, брановите во страх заплискуваат, се раѓа песнопојот, кој како бисерна грлица го дарува секој седев, за да го благодари зборот наш насушен. Ви благодарам. Елеонора Николовска. Добар ден и од мене. Браќата Миладиновци, акростих.
Благословен е овој народ, што има творци како вас. Ракописи од дното на душите изродивте, а наневни зборови запишавте. Ќе се слават имењата ваши, бидејќи автентичност за навек оставивте. Традицијата да се продолжи со нови писанија, абер на новите поколенија да создаваат. Мироцветни мисли во себе носевте, исконските думи ги воскреснавте, леснотија внесовте во сршта на комплексноста, автентичност во изразот донесовте, така што вашите творби и ден денес живеат. Наизуст често се повторуваат: орелски крилја как да си метне. Величествените стихови одекнуваат целовитоста да ја достигнат и продолжува да живее вашата реч преку сите нас. Ви благодарам. Виолета Ачковска. Струшка балада на Миладиновци. Бисера, бисери нижеше, ветер и коси вееше. Со болка нестимната расплетени, од век чекање обелени. Секој бисер, солза моминска, под римоци протече, кој животот потемнет во срцето распарано, о љубов несудена, некаде во мразој загубена. Шутелка во ноќта засвири, порти в душа отвори, ама душа пуста, згасна, таговна, ко воздишката моминска за Константина Миладинов. Струга во спокој спиеше, соништа чудни редеше, додека вивделина блесне, кепенците да се подигнат, на мостот зора да угрее, та до зајди сонце да стаса, Миладиновци да се вратат, песна македонска да отпеат. Весна Алексовска. Тагата за југ е тагата во моите коски вселена. Тагата за југ е тага која светнува во моите очи. Тага во устните пред смртта недоречени. Тагата за југ ме носи на крилје од љубов кон мојата земја. Од дното на винската чаша тагата за југ ме гледа. Ме воскреснува во звезда водилка. Плови по судбини и неправедни. Ме влече длабоко и ме извлекува високо. Учам да пренесам, учам да напредувам, учам за мајката моја да се гордее, учам други, за земјата моја да се гордее. Не плачам, туку стихови редам, не тагувам, тагата ја пеам. Не се солзи, тоа се зборови моќни. Не е болка, туку грмотевици горди. Да расечам, да запалам, да расчеречам, да потопам. Одам да не стигнам, одам за други да одат. Не сме ние за тука, не сме само за нас. Не, ние не сме за без сонца, ние сме љубов и душа. Ние сме за Македонија и таа е за нас. Стојан Стојановски. Поздрав до сите, Стојан Стојановски Тичедо. Браќа Миладиновци, на поетски настан идам, струга да видам, дел од учесниците да бидам, со поети да се видам, да прочитам нешто ново за наградата на Миладиновско слово. За неја ќе се борам, за неја творба творам. Браќата Миладиновци, неуморни творци, за македонската преродба, најголеми борци. Твореа во 19 век, нивните дела представуваат за душата лек.
се родиле во Струга, за која се вели како неа нема друга. По стариот брат Димитар, а 20 години помлади од Константин. Поети, учители, собирачи на умотворби. Со учителска диплома Димитар се вратил во својот крај со намера да подучува во волшебен рај. Учителство го приле по Христруга, Кукуш, собрал умотворени за Охрист во Струшката чаршија. Од собраните песни, високаци тесни. Во Загреб создаде зборник на дела што се чита из земјава цела. Помалиот брат Константин било дете вредно, во Јанина завршува училиште средно. Заминува во Москва да студира словенска филологија, таму да ја шири својата идеологија. Далеко од своите потиштен и несретен го фатило носталгија, се затворил во тесен круг и напишал песната Тъга за југ. Дейноста на браќата им смета на порогувачите, а затоа се мачени во цареградски зантани, лоша судбина клета, нивниот живот престана да цвета. Делата на браќата Миладиновци се вткаени во секој човек, затоа ќе останат запаметени за секогаш и довек. Благодарам. Даниела Карамачовска. Струшките светилници се родија во Струга во време на тешки, дар Божи рожби препородители на богоносниот македонски народ чиниш светители. Благословот на Свети Наум ги водеше смело да продолжат по патот на Кирило Методиевото дело. Преродбата на својот народ бестрашно и храбро Димитрија ја започна и училишта на мајчин македонски јазик со своите истомисленици да отвара почна. Народни песни и умотворби собира и македонското книжевно наследство од фанариотската рака го сокриваа. Зборник направија за да биде сведок на народниот македонски говор, но со маки и уцени го објавија. Радост и гордост за својот народ, а трн во око за поробувачи клети, Димитрија во цариградски зандани го затворија. Константин по брата си отиде да го врати вети. О, тага, животи во туѓина згаснаа, но делото на струшките светилници за век и векови ќе свети. Од Риста Андоновски биле некои присутни? Од Милан Блажевски? Чакаме да дојдам, не дојдам. Брат ми денеска не беше во можност да дојде и во негово име ќе прочитам јас песната. Со книга во рака, со срце запалено, на трпезата не леп, туку слово. Ни струшки дворови и струшки калдрми, собиравте зборови, песни и приказни. Со реки празни, посокаци познати, собиравте песни, ко бисери скриени. Од уста на баба, од дете без мајка, од овчар што плаче со голема мака. Од село до село, од човек до збор, собиравте дух што со векови спие. И ставивте книга пред осмајлискиот нож. Не баравте слава, не баравте злато, туку да излезе зборникот ваш. Да биде песна, да биде плач, да сече како мач, да проговори детето што се шепоти со мајка и старецот што раскажува бајка. Така би на вистина зборникот ваш, вечен светилник наш. Пол
Бог со 600 песни, со јазикот што пее, во него живее душата народна, во него Македонија дише и зборува. Ниту со венци, ниту со славје ве дочекаа, ниту со затвор, со студ и неправда. Ама денес, низ векови вие сте живи, во вашите песни, во крвта, во душите наши. Разговарајќи со еден од Друштвото на писателите на Македонија, од челните, му ја кажав идејава дека планирам да го направам ова. Тој ми рече: немој, не се правит на петка, се правит на десетка, да чекаме, значи, 200 години за Константина, уште 5 години. Јас му викам, јас имам сега 77, ако ќе помине уште 5 години, не знам и дали ќе су жив, а во вас немам доверба дека ќе направите. Јас ќе направам. Ви благодарам на присуството, навистина сум трогнат од сите вас, од се ова што се случуваше. Се разбира, за се ова не сум сам. Најпрвин стојат синовите мои Димитар и Константин, нивните невести, внуците и се разбира целата екипа што работеше. Благодарноста ја имам запишано и во книгата. А сега да повикувам на едно мало коктелче да наздравиме за Миладиновци.